Од година во година се почесто кај нас се прославува Халоуин, ноќта на вештерките. Халоуин представува забава во која децата се преправени во вештерки, нашминкани во темна филмска шминка, а се организираат и креативни работилници на која децата креираат тикви, маски, пајаци и лилјаци. Вака се одбележува ноќта на вештерката по училиштата и јазичните центри, како и по научните клубови. Од Македонската православна црква уште еднаш излегува со став дека ноќта на вештерките е реална опасност и дека представува пропаганда на култот на смртта. Ѓаволот не треба ниту во шега да се повикува. Гледано од призмата на западните трендови, денес се празнува познатиот празник ноќ на вештерките, празник кој што условно речено, празник кој што не е познат на православната традиција, на православната хеортологија и на православното исповедување. Празник кој што дошол под влијание на западната капиталистичка култура. Имено знаеме од она дека западните народи на овој празник се собирале на планини, палеле логорски огнови, читале приказни кои што биле со страшна содржина, тука и резбањето на тиквичка. Празник кој што добил нова димензија, имено во сегашно време дечињата одат од куќе на куќе, собираат колачиња, се преправаат во некои духови, страшила зомбија. Пак ќе кажам, празник кој што не е познат на нашата традиција, бидејќи ние пред се го исповедуваме верувањето во Христос, дека тој воскреснал, а не во изобразување на некои чудовишта, страшни зверови кои што да речеме воопшто не се познати на нашата традиција. Изобразувањето на такви суштества е демоноподобно. И така ние како црква и како свештенство должни сме да реагираме на ваквите појави кои што ни доаѓаат и кои што се дел од некои западни, кои што се од некои други религиозни системи. Црквата повикува родителите да не ги туркаат своите деца во рацете на сатаната и да се спротистават на сите наставници кои налагаат за прослава на овој ден.